Ако сте студент кој сака да учи во Соединетите Американски држави, планирате туристичка посета или имате закажано бизнис состанок, слободно може да аплицирате за виза. Последната одлука на Стејт Департментот за пауза на постапките за издавање иселенички визи нема да влијае на овие категории патувања. Промената се однесува само на луѓе кои сакаат трајно да се преселат во САД. Министерот за надворешни Муцунски вели дека не се работи за никаква црна листа или прекин. Земјава е во активна комуникација со американските институции, а решението е прашање на време. Ние сме во комуникација и со амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје. Нашата амбасада во Вашингтон комуницира со американскиот Стејт Департмент. Сакам да истакнам дека согласно нашите информации од конзуларна природа, најмал број на апликации кои што ги има во нашата држава се апликации за овој тип на визи и генерално се работи за граѓани од една повозрасна категорија. Муцунски оцени дека Македонија има одлични односи со Соединетите држави и дека во наредниот период се можни и позитивни изненадувања. Оставете малку на времето, оставете на нашата комуникација, на фактот што имаме одлична соработка со нашиот стратешки партнер и еве тоа што можам да го кажам е дека во следниот период, па можеби во следните 6 месеци, дополнително позитивно ќе се изненадите од тоа што може да се случи во развојот на визната политика на САД кон нашата држава, односно да почнеме да затвараме прашања кои што 20 години се обидувавме да ги затвориме. Зошто Македонија се најде на листата заедно со уште 74 земји за замрзнување на имигрантските визи? Шефот на македонската дипломатија вели дека е дискутирано, но е некоректно тој да ги кажува аргументите што доаѓаат од другата страна. Од СДСМ ја обвинија власта дека тера анти-ЕУ и антиамериканска политика и ја води Македонија кон целосна изолација. САД носат специјален закон за Западен Балкан, насочен директно кон борбата против криминалот и корупцијата, и ова се само првите чекори кои што засега ги гледаме. Следуваат и црни листи, се најавуваат и можни санкции. Паузата ќе почне на 21 јануари и ќе трае неодредено време. Стејт Департментот ќе ја користи својата долгогодишна надлежност да ги прогласи за неподобни потенцијалните имигранти кои би станале корисници на јавна помош во Соединетите Американски држави и би ја искористувале великодушноста на американскиот народ, изјави портпаролот на Стејт Департментот Томи Пигот. Претходно Вашингтон соопшти дека се поништени повеќе од 100.000 визи откако Трамп се врати во Белата куќа, што е рекорд за една година. Депортирани биле повеќе од 600.000 луѓе, додека 2,5 милиони сами ги напуштиле Соединетите држави. Мартин Арсов, Сител телевизија.